Ако сега да се справи со организираниот криминал и корупција, новата влада првенствено треба да се насочи кон имплементација во пракса на законската регулатива која ја донесе во претходниот свој мандат, вели поранешната судивка во Судот за човекови права во Страсбур Маргарита Цаца Николовска. Тела има многу и во колку сите од тие почнат да работат, мислам дека првиот чекор во таа борба ќе го покажеме. Доволно веќе имаше политички маркетинзи во однос на тоа што ќе се прави, како ќе се прави. Ова е втора шанса на владата во борба против корупцијата. Приоритети треба да бидат зајакнување на капацитетите на институциите, како и меѓуинституционално поврзување на базите на податоци, вели Ване Цветанов, поранешен директор на управата за финансиско разузнавање. Затоа што преку еден софтверски систем, каде што во една база би биле сублимирани потребните податоци од 13-14 институции и со добар софтвер би се таргетирале одредени сомненија за организиран криминал, ќе се минимизира човечкиот фактор. За Цветанов, пред владата и судскиот систем престои сериозен предизвик. Смета дека за поголемите случаи обвинителите е потребно да формираат тимови од луѓе од различни институции. Но да формираат предмети кои што ќе бидат комплетирани, базирани со докази кои што ги докажуваат битијата на кривичните дела. Задолжително мора да се внимава и на стекнатиот бенефит финансиски, односно пронаоѓање на парите кои што биле стекнати од тие кривични дела, за да може да се достават пред судот доволно докази за да следат конфискации. Цаца Николовска пак смета дека е неопходно затварање на сите судски случаи и испитување на имотната состојба на сите јавни функционери, како и начинот на нивно стекнување. Сега веќе судските постапки треба да се тераат. И тука владата апсолутно нема никаква надлежност. И не ни смее да има. И не ни смее да се меша. Укинувањето на специјалното јавно обвинителство не значи дека тие луѓе се ослободени. Ако има докази, ќе се процесуираат. Новата влада ќе има вице-премиер задолжен за борба против корупцијата. Токму тој според најавите треба да биде оној кој што ќе ги координира институциите со цел поголема ефикасност. Лидерот на СДСМ Заев најави дека главни постулати на идната влада ќе бидат владење на правото, борба против криминалот и корупцијата и еднаквост пред законите. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.